Од поднесени вкупно 3610 барања за легализација на бесправно изградени објекти до Одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при општина Крива Паланка, во 2013 година издадени се 92 решенија за легализација, информираше раководителот на Одделението Добривој Николовски. Согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти, изградени до март 2011 година, барањата за легализација се поднесуваат до општините заклучно со 3 септември 2011. По овој период, комисија од надлежните одделенија при локалните самоуправи ги разгледуваа барањата, утврдувајќи дали документацијата е комплетна. Николовски нагласи дека од одделените 95 урбанистички согласности, 4 предмети се одбиени поради недостаток на имотни листови или спорна локација според урбанистичкиот план. Со оглед на временскиот период за кој беа поднесени, во кој беа поднесени барањата, понатаму доставување, комплетирање на предметите, ние до крајот на годината, значи до завршетокот на 2013 година, во одделението имаме решено вкупно 95 предмети, од кои 95 предмети се издадени урбанички согласност, што е претходно на основен дел од решавање на барањето за легализација на објектите и по урбаничките согласности имаме издадено 92 предмети, односно 92 предмети се решени позитивно. Рокот за доставување геодетски елаборати за барањата за легализација на бесправно изградени објекти завршува на 31 мај 2014 година. Разговорот со раководителот на Одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при општина Крива Паланка, Добривој Николовски, проследете го во рубриката интервју, подолу во информативното издание на нашата програма.